Законот на БЕСА за внесување на етничката припадност во личните карти се уште ја подели јавноста. Измените беа поддржани од СДСМ и од ДУИ, начелно беа поддржани од ВМРО ДПМН со еден услов во графата за држава да не стои името да не стои зборот Северна. Вчера шефот на државата Стево Пендаровски изјави дека тој лично не се согласува со овие предлог измени, но дека доколку законот се донесе по редовна постапка, тој ќе го потпише указот. За сега левица се најжестоките противници на овој предлог закон. Тие во собранието поднесоа над 1200 амандмани. Наш гостин во вестите е пратеникот од левица господинот Борислав Крмов. Господине Крмов, ви благодарам што сте дел од нашите вести. Благодарам така. Пред се да ве прашам, дали сметате дека со овие измени се руши граѓанскиот концепт? Ние и порано имаме кажано, значи ние граѓански концепт во држава немаме од рамковниот договор па наваму. Значи од рамковниот договор па наваму со сите тие измени и закони кои што се носат, со таа рамка која што не само рамката, туку и рамката повеќе пати беше пробиена, значи нашето општество се дели на етнички заедници, на етноси, на племиња, значи ние имаме еден трибалистички концепт, чија цел е да ја разбие македонската нација, да ја сведе на една територија, како да кажем, слична на Босна, без носечки национален концепт. Така да ова е само еден дел од тоа и ние најостро се спротивуваме колку може. Така. Како ќе одговорите на обвинувањата на лидерот на опозицијата на ВМРО ДПМН Мицкоски дека дел од опозицијата одработува за премиерот Заев? Вака да ви кажам, во ситуација кога ВМРО ДПМН е нападнато од сите страни, што ние сите го гледаме, нели сега им спремаат еден вонреден конгрес, па дали е тој конгрес статутарен или не, тие во една ситуација на очеј, кога им паѓа рейтингот, решаваат да удрат на нас, најверојатно мислејќи дека така ќе им е најлесно и дека ќе може така да добијат некои поени, но очигледно е дека народот тоа го отворили со подсмев. Значи ние продолжуваме со поддршката на народот позади нас, така да немаме никаков проблем со тоа. И за крај, поддржувачите на измените неколку дена уверуваат дека предлогот ќе помине и покрај вашите амандмани. Дали стравувате дека навистина овој предлог закон може да биде изгласен? Јас и на едно гостување што имав, колешката од СДСМ ги извртуваше работите, значи законот е ефективно блокиран. Значи тие имаат сега, како да кажем, три начина. Едно е да го повлечат и да го пуштат пак истиот, например и ние пак ќе го блокираме. Вториот начин е да го пуштат со европско знамице, што би било врв на иронијата, затоа што овој закон ја крши Европската конвенција за национални малцинства и Европската комисија за расна етничка нетрпелост, например, се им изјаснето против ова и во крајен случај би можеле да речеме нашите амандмани да ги фрлат у корпа, на сличен начин како председателот Џефери направи со законот за јазици, но тоа се опасни преседани. Ако веќе тоа втор пат се случува, зошто левица од позиција на власт воопшто да им ги зема нивните амандмани во предвид? Можеме ние сите нивни амандмани да ги фрламе у корп. Така да тие треба да внимаваат што прават. Така, господине Крмов, ви благодарам што гостувавте во нашите вести. Ви благодарам.